Сакате ли едно кратко прашање за анкета да ни одговорите околу последните најави за можни намалувања на пензиите? Не погодивте. Не би требало да се случи тоа. Кажете? Мислам, затоа што веќе свикнавме и психолошки, а баш ка што потребите се големи, да имаме зголемување и одиме, нема. Не би требало, затоа што ние сме работеле во просвета, во култура, немаме големи пензии, немаме бизниси, не сме имале. И навистина ни значи, макар и помало покачување, нешто ни значи. И не би требало, мислам, врз пензионери, има можности од каде да се штеди, ако треба да се заштеди, меѓутоа за пензионерите не треба. За пензионерите мислам не треба. Секако не. Бидејќи веќе општо познато дека помладите добиваат од дело таа пензија која нивните родители им значи многу. Не е се уште во статус да можат да одат на кредити, да живеат главо под кирија, имат своји издатоци, некои и без работа и секако нисам пензијата. Може би оние највисоките, што се да добијат некој помал процент при покачувањата, меѓу овие што се некаде до кај 20 и некоја илјада, треба да остане. Така, објавени беа кандидатите за градоначалници за Скопје. Кој е вашето мислење околу оваа тема? Трајановски против Шилегов? Трајановски се докажа во многу работи, еве го, центар, макар што никогаш нема крај на потребите, но останува гласот на граѓанството. Вашето мислење, господи, околу Мислам Скопје? дека многу се трудеше, беше секогаш на терен, ми остави најголем впечаток кога беше 42 степени во Скопје. И го гледам тамо на раскрсница, автопат, цело време на терен, мислам дека многу се трудеше, а нормално кога се трудиш покаже и резултат. За Шилегов не знам што да кажам, меѓутоа за овој можам да кажам дека би гласала за него, да ви кажам. Да. И за крај Народен човек, не се труди, работлив човек, сигурно и од народот произлегува бар така како што ми делува и многу се трудеше за градот. Последното прашање, има одредени најави за мигранти, доселување, мигрантски наслади во одредени општини во Скопје. Да ви кажам, моето мислење на Македонија тоа не е и потребно, затоа што она е мултиетничка и така имаме многу малцинства и уште и не знам тогаш што ќе остане и од македонците. Не сум воопште националист. Ги сакам луѓето поготоа ако се добри, меѓутоа тоа мислам не треба за Македонија. Друго се големи нации. Јас сум живеела во Франција, бидејќи сум и романист, тамо студирав јазик, и сето тоа и Германија да прими, друго е 70 милиони, 80 милиони па да прими. А Македонија и 50, и 100, и 200 души да прими, мислам. А и економијата не ни е јака, за да можеме да го издржиме. Тука треба финансии, запослување, живеалишта и така, на едноставен јазик кажано. Го делам мислењето од сите аспекти, веќе сме пренаселени. Веќе мораме да мислиме на тоа, тие луѓе што ќе бидат тука треба да им обезбедите живеачка, вработување, станови, школување, точка.